Здраво, здраво. Јас сум Антонио и добре дојавте во музички новости во Македонија. Прашалник, уште немам официјално име за нешто во. Добив неколку сугести за имења во претходното видео на коментари и најлајковано беше од Боби, кој беше Рапедонија. Тоа е супер име, само одлучив да не биде ова само за рап, па така да ќе биде се општо за музика, пошто и онака на претходното видео не беа некој баш рап, имав коментари за тоа. Ќе биде општо за музика, па најверојатно ќе биде музички новости, ама не знам, предложете име. Ако смислам некој кој ќе го објавам видеото, ќе ставам инфокард тука и се појави сега. Одберете која е според вас е најсоодветно за ова се вика, па да видам што мислите за тоа. Ама да, се враќаме втора епизода за месец февруари. Најпрво идеме со еден од моите омилени македонски артисти, воедно и другар, тоа е Иван Ајнштајн. Тој објави EP или албум, ама би рекол поќе EP, чекај, шо е EP? Не знам точно шо е EP, ама тоа мислам дека како мини албум, пократка верзија од албум е EP, најверојатно така нешто, да. Он ќе видам албум, пошто посоодветно мислам дека е за нешто ова што го објави, за тоа како тој го гледа тоа. Тој албум се вика MVP, е објавен на 21 февруари. MVP значи Most Valuable Player. Уствари сега видов дека има различно значење, не знам зашто не видов порано, не знам како не го забележав. Извинување, ама албумот значи Misery, Victory и Peace, што значи мизерија, победа и мир. Немате поима колку долго време, колку години сум чекал за нешто вакво да извади Иван. Конечно дочекав и стварно не зажалив. Реално очекував барем 5 песни или повеќе, пошто Иван, не знам, ама сепак добивме 3 песни кои се вредни за солидни 8. Ќе ви пуштам помалце од 3 песни да слушнете на каде оди ова. Да враќаат вака, кога ти си им подал рака, за они да се кажат горе, да никнат од корен во море, горе в облака служба. Бев ловец за да живеам во дворец, ете тоа се предностите на еден молец, акварно во општеството висев као... И оваа мене ми е омилена. Понекад помислувам, дали сум полнисном јак, ке бидам повесел пак во некој повесел град, среќа ке дом. Последнава песна ми беше малце неочекувана за дека ваков стил е. Го немав слушнато Иван во ваков стил и стварно сум воодушевен од тоа колку добро звучи. Како што кажав, сум чекал долго време и вредеше што чекав. Се надевам дека понатаму ќе продолжи да прави вакви работи. Си велам барем еднаш годишно би било многу исполнувачки за мене барем. Нема уште многу да коментирам на Мастерписов, затоа што го прашав Иван неколку прашања на кои добив и одговор. Повелете. Што сакаш воглавно да искажеш со овој албум? Албумот се однесува на 3 различни периоди од мојот живот. Ја представува мојата еволуција као човек, као сум ги разбирал одредени работи некогаш и као ги разбирам сега. Дали мислиш дека овој албум ќе беше истиот ако имаше повеќе песни во него? Самите песни се направени нели во различни периоди од мојот живот, така да не знам, може да би одговарало да има повеќе песни ако сум снимал песни порано, нели порано во мојот живот. Не знам, не сум го размислил ова, можда и не, затоа што тогаш сум размислувал уште многу детски, затоа што нели нормално сум бил дете. Овие 3 периоди опфаќаат дел од мојот живот каде што сум веќе сепак возрасен и донесувам одлуки за одредени постапки. Дали имаш омилена песна од трите? И ако да, која? Глупо е испај ако родител да прашаш која дете му е омилена, али во овој случај не е така, затоа што стварно имам омилена песна, затоа што не ги доживувам сите 3 песни исто. Повесел ми е омилена песна. Причината е што таа е нели као
последна песна од EP-то, заради тоа што тоа е тој што сум сега јас. Тоа е човекот во кој што јас сум успеал да созреам. И затоа многу си ја сакам, затоа што нормално си се сакам таков каков што сум сега и мило ми е што сум поминал низ сите тие работи и што на многу природен начин сум созрел и сум научил како функционира светот и сум успел да се пронашам кој сум стварно ја. Фала ти Иван на ова мини интервју. Следни две траки кои се од еден артист, се малце комплицирано ова, ама македонски артист кој прави песни на англиски, Bulls the Kid. Не бев сигурен дали да оставам ова во видеово, пошто не е на македонски, ама е сепак од наш човек, македонец. Стварно вреди да има повеќе популарност од тоа што го има. Ќе оставам да изслушнете овие две песни кои беа објавени на 11 февруари и 26 февруари и сами одлучете дали човеков има квалитет или не. Според мене има. И многу потенцијал има. Bitch, I got this sauce, I be going in. Oh my god, I feel like I'm LaMelo, elbow to the rim. Got these mother. It's gonna be a homicide when I'm coming through. Shawty wanna fuck, but she can't give me a Bentley coupe. Тоа беше Bulls the Kid со неговите bangers. А за следна идеме на крај на месец на Instagram, објавено пол, за следете ме на Instagram. Има оставено такво question за да напишите кои песни излегоа во февруари и најпрепорачана, најнапишана песна која беше на тој аск беше Срце од Пајак, која беше објавена на февруари 14. Пајак, кога објави првата песна, заборев како се Hellboy ми текна. Знаев дека ќе биде нешто големо од него и како што си предвидов, буквално од втора песна го зедо Urban Records. Ај, срце не можеш да купиш, но ква не сум тука, бебе. Среќа барам година дена, некој од мене насмевка чека. Не можам, бебе, работам се. Реално најдобар артист во Urban Records е No Cap. Оваа песна е пак негов стил, како тој што си тера негово. Јако ми е дека има негов стил на песни, ако слушниш нешто негово, ќе би знаел дека е од него и многу препознатливо и тоа многу ме бендисува. Само би рекол, супер песна е, како и секоја што има објавено, иако неколку не ми се допри толку, ама многу добри песни има, па така да батево си гази и понатаму. Следно имаме нешто интересно, што не знам зошто повеќе луѓе не прават муабет за оваа група на луѓе, а тоа се ЕБСФ. Не видов баш што значи тоа, ама песната се вика За Генгез и објавена на 4 февруари. Ако сте по old school rap, мислам дека ги имаме луѓето за тоа. За Генгез сме триаголни бермудски. Се осеќам трагикомично, се осеќам многу худски. Зашто место плажа троа преку вријам како десет лукали воедно немам неко свисти се и не се сеќам. Интересно како тракава може да звучи толку old school, ама и new school во исто време. Слушнете цела оваа трака, многу вреди, нема да зажалите. Се воодушевив од слушањето на оваа песна. Не сум многу по old school македонски рап, ама стварно некои песни ги одвојувам. Ова за 5-6 години ќе биде класика во Македонија, верувајте. Не, поќе, за 6-7 ќе речат ви текнува ЕБСФ за Генгез песната и ќе се хајпат сите, мислам логично. Пошто многу добра песна и ќе биде класика. Сега, вака. За крај одлучив да ставам песна која сум ја пропуштил претходното видео, тоест претходниот месец, тоа е јануари, и ќе правам следно. Ама прво ќе ви кажам неколку работи. Нема секоја песна да ја кажувам што излегла тој месец, пример, во видеава, не можам сите песни што излегле да ги кажам, туку ќе ги ставам само тие што мислам дека треба да се во видео и тие што мислам дека вреди да се ставени во видео, ќе бидат во видео. Се за песни што сум пропуштил од претходен месец, ќе ставам само по една песна и секоја ќе биде на крај на видео, ако има некоја таква што сакам да ја ставам од претходен месец. Ќе биде на крај на видео една песна. Таа песна што провеше во јануари, од јануари, беше Нема шанси од Елисеј. Песнава
е скроз вајб. Нема шанси, нема потреба да носам ланци. Прва смена рапери, а навечер сме крадци. Цела моја вина си ја презеам зина. Тако викаш дека фаќаме кривина, брату прав си, мал си. Нема потреба да носам панцир, втора смена. Овој стил на песни го немам многу низ Македонија и многу поштовам што Елисеј го достави ова. Не сум многу запознаен со негова музика, ама би сакал да продолжи со ваква флоу и овој вајб, пошто стварно мислам дека ептен му стои. Се надевам ќе има уште вакви. Се надевам. Ама да, тоа е тоа. Не кажав на почеток, сега ќе кажам кој стои тука, може и да слободно коментира за нешто, ќе знае дека треба да коментира. Што мислите за новиот изглед на видео, вака да биде со круглесто, со фишај или не, дали е како претходниот пат подобро или ова е подобро. И овој пат 7 заради неколку причини, ама нема секогаш да 7, пошто поубаво ако ќе сум станат многу поќе енергија имам. Сега 7, пошто така одлучив. Проблем имам тука, немам како да ставам светло, камера, она. Кажете ми што мислите, дали вака продолжам со фишај или не, и дали да 7 од сега. Мислам дека не, поубаво е да не 7. Коментирајте за тоа и коментирајте ако пропуштив некоја песна или нешто така. Пак ќе речам, гласајте горе во инфокартата како да се вика овој серијал, пошто уште стварно неам име. Кој ќе измислам име, ќе направам и интро за серијалов. Сакам да види по официјално да се знае дека секој месец ќе се појавувам. Тоа е се и се гледаме нареден месец некој датум од 1 до 5. Нема да ветувам дека на 2 или 3 ќе вадам, пошто еве што се случува кога ќе ветам. Затоа ќе велам од 1 до 5, овој пат сигурно над 5 нема да заминам. Чао!